Христос се роди, почитувани, добродојдовте во ова вечерашно издание на Гласот на народот, кој го реализирам прв ден на Божич, со една голема моја љубов кон сите вас, мои христијани православни во државата и надвор од неа, тоест на сите 5 континенти во диаспората, имајќи факт дека ги споделуваме убавите радости, убавите моменти за еден голем христијански празник на Христовото рождество. Најава голема која еве 2015 години екзистира и не обстојува, не одржува и ни дава сила, енергија да бидеме тоа што сме. Деца, во кој секој случај го носиме тоа име, тој идентитет македонски и покрај големата наезда, големата најава, големиот притисок да се смени тоа што е свето, што не се нашло на улица, ниту во некоја самопослуга, туку тоа се води, се носи, се живе со милениуми. И неслучајно 38 пати се најдува во Светото писмо, во Библијата. Диаспората е еден главен фактор и стожер на секоја држава. Значи Хрватска, не би била Хрватска, која немаше таа диаспора, да се разбереме. Албанските мои пријатели не би биле тие ако немаат таа своја диаспора. И сите други, значи имаат силен корпус во надвор и лобираат и работат за својата држава. И најмногу би ја истакнал диаспората на израелците или еврејската диаспора, која, да бидам искрен, таа владее со светот. Мене ми е задоволство што вечера го поканив доцент доктор Златко Николовски, професор доктор на Европскиот факултет за прво да му речем добро вечер и добро дојде. Христос се роди. Навистина се роди. Професор на факултетот за бизнес студија Евроколеж Куманово. Да, мене ми е задоволство што вечерве во првата емисија после на прв ден Божик, потоа што втор ден Божич сте мој соговорник со една многу интересна и суштествена тема, тоа е диаспора. Диаспората јас ја насловив инспирирајќи од вашата книга Македонската диаспора, клjuč за развој на Република Македонија. Јас само го модифицирав, а што е факт, и ја преферирав, а режијата сигурен сум дека дефинира на Кајрон, диаспората фактор на економската и политичка стабилност. Еве најнапред за вас, вие сте професор на овој факултет кој произведува кадри кои се на доста потребни на Република Македонија, имајќи факт дека имаме суфицит на кадри кои, да бидам искрен, секош е за поздрав што повеќе да имаме високо стручно образовани, меѓутоа да имаме и усмерени кај што тие ќе бидат во функција. Кои кадри обезбедува вашиот универзитет? Таму дипломираат, значи, студенти, стекнуваат звање дипломирани економисти за бизнес студии. Тоа е приватна високообразовна акредитирана, значи, установа, факултет за бизнес студии. Јас би рекол уште повеќе што обработува една многу значајна тема. Главна поента на истражувањето на тој факултет е економската, значи, економската тема. Поврзано со темата која вечерва ќе работиме во книгата на која, нели, јас сум автор, Македонската диаспора, клjuč за развојот на Република Македонија, во која исто така, значи, го потенцирам потенцијалот на македонската диаспора од една, како да речам, економска гледна точка, значи како може да се искористи во улога на развојот на Република Македонија. 1 милиарда и 350 милиона евра доаѓаат како годишен прилив на разни дознак. Да, основата, значи најпрво би кажал за книгата, за изработкање на ваква книга беше одбраната на мојот докторат, значи прв докторат на ваква тема. Ваква тема. Одбранет на Филозофскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи, Институт за одбрана, безбедност и мир, значи Зошто професоре немаше интерес или по дефиниција што диаспората од секогаш била угнетувана? Ова со право ќе кажеме, значи во моето 34 годишно работење во мас медиумите и во новинарскиот живот. Значи, имам право да си дадам еден суд, дека диаспората, некоја политичка провиненција, ја гледала како сатана, ја жигосувала, се плашела, се страмела. Не се страмела, се плашела и угнетувала диаспората македонска. Искрено, значи, за да еден народ зборува за иднината или еден човек да зборува за иднината, мора малку да погледне во историјата, значи, во собствената историја на својот народ. Да зборувате за македонската диаспора
можам да кажам дека треба да имате чувство за припадност на еден народ, народ кој има голема историја, но јас би се осврнал на современата македонска историја, земена од 1900 година навака, каде што лежат можеби причините за иселување од етнографска Македонија, значи после под притисок на најпрви на Отоманската империја, со завршувањето на Илинденското востание 903 од 903 до 13 година, Букурешкиот договор, каде што исто така само ги зголемил притисоците Букурешкиот мировен договор. Јас викам под наводници мировен, кој едноставно толку многу го зголемил притисокот врз македонското население. Страмен документ, најстрамен документ. Да, буквално страмен, така да македонскиот народ буквално бил раселуван на сите страни во светот, најпрвин тука низ балканските простори, а потоа реемигриран во најпрви на Америка, а потоа се појавува Австралија и европските држави. Периодот од, да речеме, од 13 година па до Втората светска војна, исто така целиот тој период на тие војни едноставно во континуитет само придонесувал да се иселува македонското население од тука. Уште повеќе со поделбата на Букурешкиот договор 13 година, кога сите на некој начин сакале да земат од колачот Македонија по едно парче, Република Грција земала доста голем дел и автоматски со тоа почнале прав онај притисок, дури јас викам и геноцид над македонскиот народ. Значи, тој притисок траел и не престанувал све додека не ја задоволат својата што се вика идеја за да го очистат северни Егејска Македонија од македонското население преку најразлични проекти. Преселување на население од една во друга држава, доселување на недомородно население во тој дел, најразновидни притисоци, убиства и слично, така да огромни бројки на македонски наши иселеници заминале во тој период. Тоа се стотици илјади кои биле притиснати да заминат под страв на животот и слично. Тоа е период кога се појавуваат и првите правци зголемени бројки на иселување. Првите правци се на американскиот континент. 908-909 тие македонски демонстрации. Па земено во цел тој континуитет, првиот правец, значи на големи бројки бил американскиот континент према Њујорк, а потоа и Мичиген тој дел. Да. Со тоа што негде од 24 година до 30 година таа бројка малку подзастанала, затоа што економската криза во Америка придонела да се затегнат законските основи за миграцијата во Америка и тоа на некој начин ги приморало нашите македонци да направат спојување со семејствата, да си ги повлечат и жените и децата, на еден начин трајно да се иселат од етничка Македонија. Значи тоа е тој момент на американскиот континент. После што се создал како нов правец иселувањето према Австралија, најмалиот континент, Австралија, кога и продолжил после Втората светска војна, најпрви оделе мажите само, па потоа се појавувало спојувањето на семејствата и исто така не смееме да го заборавиме периодот на 48 година, Екзодусот, граѓанската војна во Грција, кога повторно докажале дека се немилосрдни и нечовечни према луѓето кои дури им помогнале да на еден начин да се борат за таа земја таму, им возвратиле со убиства и со големи притисоци, така да и тоа е исто така една голема причина за иселување на македонскиот народ. За волја на вистината, од овие простори се иселувале и други граѓани кои не биле, значи не македонско население. Тие притисоци сите ги чувствувале, но генерално македонскиот народ
го платил најголемата сметка. Од некаде по завршувањето на Втората светска војна, јас тоа ќе го земам како втор период на иселување до 91 година, се појавува тој втор период каде што иселувањата се така нарекувани на привремена работа во странство, за да во 70-тите години веќе и таа бројка се зголеми и останат и тие трајно во европските, претежно во европските држави. И кога зборуваме за хронолошкиот, да речам, тек на настани, јас би го зел како трет период, периодот од 1991 година до денес, кој би го поделил на два дела. Првиот дел пред укинувањето на визите и вториот дел со укинувањето на визите према Шенгенската, нели. Така да тоа е период кој исто така многу наши младинци замина, претежно високо образовани кадри, значи во овој период. Но има една друга ситуација. Не го прифаќам, докаде че Слободане, доста таа политика. Дај кажа вистината, млади ни заминуваат, Слободане. Останавме без млади луѓе, необразовани, учевме, инвестираме, што е факт, да, инвестираме. Но не гледам лошо еднината на Македонија, ако нашите млади заминуваат на усовршување, до усовршување, етаблирање, се тоа, имајќи факт дека сепак се враќаат во државата. Многу држави во светот градат миграцијска политика каде што дури сами испраќаат младинци на усовршување во другите држави, во странство, но со политика да го искористат тој потенцијал, да ги вратат. Сега, кај нас мораме да поработиме на темата како да го воспоставиме линкот со тие што заминале. Да се вратат. Или да се вратат, или да ги држиме на еден линк за да го искористиме тој капацитет. Пак ќе речем патриотизмот треба да го имаме. Па може да кажем дека и тоа е патриотизам. Доме, сладки доме. Јас да ви кажам искрено, престојав во неколку држави во светот, престојав во најголемата машинерија, да речем во Америка, и видов, значи не е таму не цветат рози, дека нашите македонци работат исто како компјутери, од мрак, од 5 сат навечер доаѓаат како крокирани во 20 часот, тие не знаат како се викаат, се оддалечиле еден од друг, тие немаат никаква приватност, никаква суштественост, немаат никаква духовност и продуховеност. Јас нека ми простеват, ја го кажам со една позитивна причина дека македонецот е секојаш трудолюбив, е вреден, но треба се работи на патриотизмот, ќе се согласите со мене. Еве слушам сега, се работи една друга ситуација, паралелни системи на една кампања, слушам СДСМ формира некој задгранични комитет или некоја таква дружина која ќе води повторна сегрегација, што мене ми пречи, тоа не е патриотизам, тоа е антимакедонизам. Значи додиш во диаспора и да правиш поделба ВМРО, СДСМ, што мене навистина ми е симптоматично и убитачно во секој случај, ќе се согласите со мене. До вчера истите тие луѓе кука, плука и вика, која бре диаспора, бе, кои се тие, као Жерновски даваше милион изјави, кои се тие да гласат? Тие дали се даночни обврзници на Македонија. Да подсетиме дека диаспората тука има своји станови, куќи, ниви, лацеви, така натаму, и плаќа даночна обврска кон државата. И се завршам. Дали е ова фер и честно во ова време кога сите треба да се обединиме, интегрираме, зашто реков? Албанците не би го добиле тоа што го имаат, не дека ги славам, туку ги фалам, туку нека биде нараучени. Харватите исто така, евреите би се задржали на евреите. Видете, значи збориме за патриотизам претходно. Да, значи генерално и патриотизам е да сте на врска со државата од каде што потекнувате и која нели во вашиот живот представува центар на гравитација. Без разлика каде и да се наоѓате вие. И дадовте на изјава така, да. Да, еден ден ќе посакате да се вратите, значи дали тоа ќе биде на постари години, но сигурно ќе посакате да се вратите затоа што таму е вашиот центар на гравитација и на вашиот почеток. Предолг период е периодот од 40-та година до 91 година, од 44-та нели навака до 91 година, значи многу долго време се губела довербата. Да бидам искрен, значи од 2006 година навака е период кога
полека се враќа довербата кај диаспората, иако треба... А зашто немаше доверба, ти владееше УДБА тогаш? Искрено, земено, да. Значи, службите биле така поставени да во очите на диаспората, на нашите иселеници, гледала луѓе кои се, да речеме... Македонски настроени или се антијугословенски? Не државно настроени према тогашниот систем. Но генерално тоа било грешката. Значи тоа ги оддалечува од прогон, значи, тоа не е, нели, тоа прогон. Па дел од тие поединци што биле, можеби и биле прогонети заради такви работи. Еве сега веќе и знаеме поединци кои се истакнати македонци кои се бореле за правата, нели, на Македонија биле прогонувани од... Да, колку е коректно и честно, односно первезно ќе го нарекам, само се извинам, сега тие што ги нарекоа ги избркале во прогон да одат сега таму да формираат некакви кружоци. Добро е, пак ќе речам сега вака од научна гледна точка, дека некој сватил дека треба на линк да има диаспората, но дали е тоа сега правото време за некого или касни можеби, тоа е веќе друго прашање. Но генерално морам да предупредам една друга ситуација. Кој што и да прави, што и да отвара представништва или комитети, мора да се внимава на поделбата на диаспората. Значи, не сме да се дозволи. Не сме да се дозволи поделба на диаспората. Имавме еден за прв пат во историјата македонскиот народ се вклучи во политичкиот живот, амбиент, диаспората преку избор на своји представници, делегати, пратеници да речам, кој навистина донесен така еден закон, како да го речеме, кој треба, според мене, предпоставам дека ќе согласите и со мене малце да се модифицира, да се малце проработи малце на тој закон, нели? Со оглед дека тие се представници на еден корпус кој екзистира со бројка 100.000. Значи не една група од месна заедница од 10, 20, 50 семејства, така? Значи имаме представници од САД и Канада. Ние режијата ќе замолиме да воспостави линк со еден од представниците. Тоа треба да биде господин Павле Саздов, кој јас три изборни единици почитувам, да. Потоа имаме Европа, така, и Австралија. Така. Јас обидов и со представникот на Австралија да воспоставам линк. Му испрати порака, го замолив, доколку отворено е телефонот, еве режијата е тука, телевизијата е отворена, би сака да се вклучи. И покрај тоа што прочитав денеска на Facebook, дека представниците на македонската диаспора од Австралија поточно бараат од господинот Мики Додевски негова неотповиклива оставка. Се извинувам. Зошто ја не знам, но еве го замолувам господин Додевски да се јави, а и сакам гледачите од Австралија во вториот дел на емисијата да се јават. Но господин Саздов би го замолил главниот во режијата и екипата да воспостави линк. Повелете. Еве, додека воспостават линк, јас би кажал само 2-3 збора. И да бидам искрен, јас сум премногу задоволен што ете имаме тројца представници од диаспората, пратеници во македонското собрание. Иако нивниот избор, значи во периодот на избор на тој мнозински систем, значи беше од некој оспоруван, но генерално ова држава го скрши мразот. Значи подаде рака искрено на диаспората. Своите браќа и сестри во светот. Имаме веќе тројца представници. Да. Имаме представници во владата, значи на Република Македонија, тројца министри, ако не се лажам, за имаме и министер кој го оставили семејството да дојде да инвестира. Да, тројца министри, имаме промотори, иако јас би додал тука во делот на промоторите, можеби не е лошо да има промотори од самата диаспора, значи наши истакнати, кај што ја знаат апсолутно економската потенција на државата. Апсолутно, значи луѓе што израснале во системот на вредности во некоја држава каде што живеат, значи сигурно ќе имате контакти. Сигурно ќе биде подобар промотор од него да појде некој тука кој воопшто не живеел во таа држава. Затоа значи јас ете во мојата книга во заклучоците предлагам дека треба да се изберат и некои наши иселеници како промотори на Република Македонија. Видни луѓе. Тоа е за поздрави во групата 2025 кај господин Мајк Зафировски предводи. Искрено кажано, значи 2013 година еве што замина, јас можам позитивно да кажам за целата година дека беше многу плодна за во делот на комуникацијата со македонската диаспора, од причина што се случија многу важни настани. Најпрвин се одржа 4-та
годишна конференција организирана од Агенција за иселеништво. Така. Обединета македонска диаспора исто така конференција четврта глобална ја одржа и тоа во Скопје, во Александар Палас. И двете беа одржани, значи, под исти покрив, што беше многу значајно за таа комуникација на нашите иселеници. И на крајот, негде во октомври, 8 до 10 се одржа вториот бизнис форум, организиран од Македонија 2025. Да. И еве мојата книга во ноември, на 4 ноември беше промовирана. Јас верувам дека диаспората треба да има вашата книга. Да. И ќе подготвиме некои изненадување во вториот дел на емисијата. Треба да го имам Павле Саздов, тој е пратеник во Македонскиот парламент од ВМРО ДПМН, кој ја застапува изборната единица Соединените американски држави и Канада за многу години. Христос се роди. Вистина се роди Слободан за многу години и празниците. Дозволете пред се да ве честитам на вас и на сите наши слушатели и на гостинот во емисијата, професорот. Секна нова година, се најбо во новата година, посакувам многу здравје, многу среќа, многу успех, берекет. Субо да си поминуваме деновите во кои што престануваат во нова година. Така. Се Саздов, верувам дека не следите, само че замолам да го намалите телевизорот малку поради фонијата. Значи, говориме за едно најсуштествено прашање, тоа е македонската диаспора. Професорот Николовски даде една убава ретроспектива што е тоа, што се случуваше и се случува околу диаспората, кој колку под наводници ја љубел, ја сакал, се почитувал и зошто тоа се го прави. Од друга ситуација слушаме, еве гледаме, се навестуваат некакви отварања нови комитети од страна на опозицијата за која е цел, појма немам. Јас самиот само се прашувам дали треба и таму да се фрли едно семе на раздорот, едно на таа деструкција која само чи наштети на Македонија. Но се навраќам нова како представник на македонците во Канада и САД, почитувајќи и вашето искуство, вашето знаење и вашата несебична партиципација во политичкиот амбиент, поддржувајќи ги нашите македонци во оваа изборна единица. Како го дефинирате овој простор на политичко-економско живење од ваша дистанца? Па видите, рекол дека нашата диаспора наистина е доста активна како во политичко-економскиот живот каде што се преселени, така и во Република Македонија. Голем дел од овие прашања се упатени во книгата која што ја има напишано професорот. Ние баш и во период кога тој ја пишуваше имавме интензивна комуникација, одлична соработка. Морам да кажам и дел од книгата е содржано интервју кое што го имавме со професорот. Можам да кажам дека тие се запознаени, ја следат ситуацијата во Република Македонија и на секој можен начин, диаспората се сака татковината, на секој можен начин се трудат да помогнат на Република Македонија за поголем просперитет, како на економски, така и на политички план. И на по емисијата кога бев гостин кај вас, Слободен, разговаравме за ова прашање, ние мора да си признаеме дека Република Македонија денеска е независна држава благодарејќи на диаспората, благодарејќи на патриотизмот кај нашите иселеници и голем дел од нив се и политички иселеници кои што не можеле да ги остварат своите политички желби за независна суверена Македонија во времето на бивша Југославија, кој што потоа со само самостојување повторно таа идеја ја вознобуваат и допринесуваат за тоа денеска да ние живееме во слободна Република Македонија. Колку се етаблира чувството на патриотизам, но на заинтересираноста да се вратат во татковината, да инвестират во татковината, да партиципират во политичкиот амбиент, во економскиот, ми речи, како што е наслов емисијата, инспирирана од самата книга на професорот Николовски, клjuč на развојот на Република Македонија, велам дека македонската диаспора фактор за економскиот и политички просперитет или стабилност. Колку е таа моментална ситуација за интересираност зголемена или пасивна или неактивна? Сакам да ми дадете една реална слика, искрена. Колку се заинтересирани да се вратат во Македонија? Видите, интерес дефинитивно постои. Меѓутоа ние мора дека да се дадеме услови пред за тоа. Мора да се дадеме предуслови за да можат нашите иселеници да се вратат и да го продолжат својот живот во Република Македонија.
делот на економските политики, мислам дека тоа го имаме постигнато. Значи, да не се повторувам, знаете, имаме наменски даноци во Европа, нудиме огромни поволности во технолошко-индустријските развојни зони. Скоро секоја општина сега има формирано економски слободни зони. Државата помага по поглед на инфраструктура, по поглед на комунали за нови градби. Да не зборувам и за достапната работна сила, образовано население кое што може веднаш да се вклучи во било кои индустријски процеси. Така што од економски аспект мислам дека условите ги имаме обезбедено, дефинитивно во рамки на Европа е една од првите 3-4 земји во поглед на условите за водење бизнис и за инвестирање. Она што преостанува е уште малку да поработиме на градењето на довербата кај нашите бизнисмени во иселништвото. За жал, многу пати во минатото потребува лица кои што тие го цело време го потребуваат, били изгорени од одредени политички структури кога сакале да се вратат во Македонија да помогнат. Мора да работиме на зголемување на таа доверба. Мислам дека кога ќе постигнеме едно ниво на доверба кај нашите селеници, дека ќе имаме поголем број на луѓе кои што ќе се вратат во Македонија, ќе инвестираат и ќе продолжат својот живот овдека. Интересно тоа што господин Мики Додевски го поканив и се уште отворена е телефонската линија за него. Вас воопшто вие не се наоѓате воопшто на никакви критики, напротив, ме почитуваат, поздравуваат македонците во САД и во Канада. Од друга ситуација име на некоја друга линија на неговото повикување. Што треба еден представник на диаспората да направи за да биде респектиран и да нема таква иницијатива на неговото повикување? Па видите, не би сакал да навлекувам во тоа што треба да се направи за да се постигне тоа, меѓутоа ќе кажам што треба да направите за да бидете почитуван кај вашите сограѓани во диаспората. Треба да представите отворени. Мора во секој момент, на секој можен начин да им биде достапен на вашите сограѓани, на оние кои што ве гласале, на оние кои што живеат и работат во Република Македонија. Дали е тоа телефонски, дали е тоа преку имейл, дали е преку социјалните мрежи, морате во секој момент да бидете тука за нив. Јас се трудам на така да работам, имам соработка со сите организации, со сите медиуми и здруженија кои што пројавиле интерес да имаат соработка со мене и мислам дека од тоа го трпам и мојот легитимитет како пратеник во Македонското собрание, но од тоа и трпам енергијата и силата да можам да продолжам да работам понатаму. Пред се отвореност, почетност, транспарентност во работењето и мора да излеземе во пресет на сите оние селеници кои што имаат проблеми од најразличен карактер. Не можам да ви опишам колку пати во денот сум контактиран од наши сограѓани, од работи како промена на лични документи, имотно-правни проблеми, случаи кои што се заглавени во нашите институции и така натаму. Мора да да бидете отворен, мора да бидете достапен и да ги решавате проблемите еден по еден на сите наши селеници. Значи, да, тоа ве избрале народот, мора да бидете со нив, сакаш и да бидете достапни, не е да се исклучуваат телефоните или немате време да ги примите. Тоа е многу лошо, тоа боли, ќе се согласите со мене. Тој што ви дал поддршка, морате да му бидете слуга. Затоа и французите викаат монсеньор, мојот слуга. Но од друга ситуација јас дадов и најавата. Навестено е дека Социјалдемократскиот сојуз како опозиција формира паралелни кружоци или како да ги наречам, не знам. Колку тоа е позитивно и добро за македонската диаспора. Да, и ќе завршам. И видовме каква е еврејската диаспора. Професорот ќе додаде исто. Какви се и другите диаспори. Колку тоа помагаат, влијаат на етаблирањето, лобирањето и кампањата за државата. Видите, слободно мислам дека сега сум малку доцна се, како и за сите, за многу други работи за ова, малку доцна се вклучува во оваа работа околу диаспората. Јас го поздравувам нивниот потек да работат на формирање на комитети и поддршка надвор, бидејќи тоа би збогатило борбата, условно кажано, она изборна борба која што ете 2015 здрави Боже ќе имаме, ако пред време се распишат некои парламентарни избори, сега не следуваат председателски избори, претпоставувам дека ќе имате тие свој кандидат, диаспората ќе гласа. Така што
од аспект на политичка борба, од аспект на демократизација надвор од Република Македонија, демократски натпревар надвор од Република Македонија, дефинитивно ја поздравувам нивната идеја да се отворат своји комитети, меѓутоа пак ја повторам, за жал е задоцнето и реално поддршката која што ти имаат надвор е многу мала. Не знам колку ќе постигнат да вратат било каква доверба кај нив. За жал голем број од нашите иселеници се иселеници кои што се селиле токму заради нив или заради нивните предци. Впрочем, тоа се покаже на претходните избори, поддршката која што СДСМ има во кај нашите иселеници во диаспората. Меѓутоа посакувам многу среќа пред се. И се надевам дека ќе имаме една одлична политичка и демократска борба на следните. Но тоа е убаво, господин Саздов. Господин Саздов, тоа е убаво. Јас сум за демократизација, но мене ме плаши нешто. Во делот на размислувањето за и околу идентитетот. Еве видовме, лидер на политичка партија заминува во Брисел и тоа заминува на еден голем христијански празник. Бега од медиумите. Значи, не дава одговор. Зошто сте бил? Од друга ситуација, барат компромис. Гледав нешто, барав, сурфав денеска на интернет. Еден нивни висок политички субјект вика мора договорот е јасен, а тоа дека мора да се најде решение со грците. Значи самите тие наведуваат дека ние мораме нешто да направиме. И ќе завршам конечно. Дали тоа отварање на тие дополнителни корпуси, како да ги наречам кружоци, ќе влијаат во делот на модификација, односно промена на името на Македонија. Во таа диаспора знаеме дека имаат секои пријатели и во Конгрес, и во Сенат, и сегде во парламенти. И ќе кажат, слушајте, ние сме група, ние форсираме, дај да го смениме, да најдеме промена на името и готово. Ние сме представници не на политичка партија, не на политички амбиент, опозиција или која да е. Тука мене ми е прашањето, дали таа деструкција може да создаде штетни работи за Македонија? Дефинитивно, значи постои таа опасност. Вие паметите во раните 90-ти години кога се формираше Светскиот македонски конгрес, во тоа време Кирил Григоров формираше паралелен Светски македонски конгрес за да може да ги Обединетите нации нели прогура промената на уставот, промената на знамето и внесот на Република Македонија под она самна референца Баја Рама или Фиром. Така што дефинитивно постои опасност да тие пробаат да влијаат кај нашите иселеници кои што се, пак ќе кажам, пред се многу патриотски настроени во Република Македонија, се чувари на нашиот идентитет, нашиот јазик, нашата култура, нашите обичаи, нашите посебности. Така што дефинитивно постои опасност дека ќе ги пробаат тие преку своите политички представници во диаспората да направат некоја промена на мислењето кое што превладува генерално и кое што е во насока на зачувување на уставноста, е во насока на зачувување на нашиот македонски идентитет. Меѓутоа не верувам дека ќе имаат успех. Нашата диаспора е добро едуцирана, е добро запознаена со сите случувања во Република Македонија и пред се е стожер, чувар на нашиот македонски идентитет, на нашето уставно име и нема да дозволи да бидат манипулирани од никого. Така. Благодарам многу, господин Саздов, за вашето учество. Професор, имате прашање, господин Саздов? Па не, јас би го поздравил господинот Саздов, јавно би се заблагодарил за неговата поддршка пред да биде излезена од печат мојата книга и на него и на другите пратеници од диаспората. Добив исцрпни информации и навремени во врска со некои податоци што ме интересира за подрачјето на американскиот континент и на другите континенти. Секогаш беа достапни, особено господинот Саздов и комуникативни, значи отворени за соработка со научната мисла, така тој што не се плаши од народот, тој што соработува со народот го сака, така ли? Господин Саздов, ние ве поздравуваме и ви се заблагодаруваме вечера што бевте мој прв соговорник преку телефон во Гласот на народот. Благодараме на вас, уште еднаш поздрав до вас и поздрав до сите. Често секогаш слободно се биде гостин кај вас во емисија или лично или по телефон. Треба да направиме дефинитивно уште една емисија и тоа да оставиме малце во празнично расположение да помине. Со задоволство. Тоа беше Павле Саздов во Гласот на народот, представник на изборната единица САД и Канада. А почитувани, вам ви најавуваме едно добро изненадување. Ова прекрасна книга што ја издаде професорот доктор Златко Николовски, Македонска диаспора. Претпоставувам дека ќе се согласите со мене, треба да имате сите дома.
особено вие во диаспората. Велам, знаете зошто? Затоа што тука имате тој еден учебник, една читанка, да видите која е генезата и развојот на диаспората од годините од 900-та, нели, до ден денеска. Тоа е една голема историска еволуција, да речам. И еволуција и револуција во менталната матрица. Во живот сте во Гласот на народот. Вечерва мој ваш соговорник е доцент доктор Златко Николовски, автор на една прекрасна книга, како што е насловена Македонската диаспора, клjuč за развојот на Република Македонија. Јас додадов, а тоа велам дека фактор за стабилниот економски просперитет. Професоре, секојаш велам дека замина луѓето од мака во прогон, зашто се изјаснува дека се македонци. Таа проклета удба, тоа го прави ден денеска, да се разбереме. Разговарав со експерти од по безбедност и по сето она, како да има деташирани своји кели на убава мека во Македонија. Зашто велам? Зборам и на делот на екстремниот, радикалниот фундаментализам. И тоа е опасно што зборат експертите и познавачите на приликите во Македонија. Од друга ситуација, ако дедото бил удбаш, таткото бил задоен со удба, и внукот, како он, например, дедото не ја сакаше како удбаш диаспората, таткото дамбере, и внукот не си ја сака таа диаспора. Како да го отлепиме тој анимозитет од таа проклета удба која ја уништи, ја сатанизира Македонија? Визави, да речеме, и некои школски примери на друга организирана активност на диаспората. Видете вака, значи реално да, тие години на едно умието произведоа такви, значи ситуации, ја произведоа недовербата према диаспората, односно диаспората према собствената држава. Долго траеше. Дури јас ке кажам и од 91 година навака, на првите години на осамостојувањето, исто така, значи недовербата беше присутна. Доскоро. Што од притисокот на, можеби од остатоците на старите безбедносни структури, но и од, ке речам, еден дел на можеби и корумпирани политичари. Да бидеме искрени, имаше обиди на наши иселеници да дојдат на почетокот на осамостојувањето да инвестираат во Република Македонија, но беа одвратени од значи коруптивните активности на некои политичари во тоа време. Значи и тоа е руши довербата. Сега се наоѓаме во една ситуација каде што спомнавте, нели, дедо, син, внуци. Да. Дури дел од тие структури се наоѓаат во диаспората, затоа што понекогаш диаспората некоја користеше да избега од тој притисок, но некоја користеше и за како привилегија да оди да студира и да, нели, тоа беа сепак деца на некои видни тогашни политичари. Но тоа е сега позади нас. Јас ке ги спомнам оние форми на организација што треба да ги користи диаспората во овој момент и на тој начин ке го истисне едноставно. Кои се тие форми? Во моментов ние имаме, значи, организацијски форми кои долго време, значи, ги практикува диаспората и мислам дека полека треба да направи некаква промена во тој дел. Ние во диаспората, значи, во моментов активностите се одвиваат врз база на, нели, активности во здруженија, сојузи и слично, но има појава која мене ме загрижува во одредени држави да се појавуваат два сојуза, повеќе здруженија, но има и држави каде што нема сојуз, а има мал број на македонски здруженија. Значи, она што јас го предлагам како можен модел, од причина што ги зема во обзир искуствата на други држави, значи може да допринесе за појака врска со државата. Имаме гледачна линија, ќе му дадеме презност, бидејќи гледачите се продолжиме, да, во ред. Кој се јава? Добро вечер. Добро вечер, господине Слобода. Повелете. Стрикни празници. Да сме живи и здрави, Господ најпред се на здравје да ни даде и амин, повелете. И од убавно да не куртувиме. Поздрав до вас, до професорот. Исто ја би сакал да земам конкретно за оваа тема една предлог идеја, да речеме една иницијатива. Се тоа е вред, ама треба нешто и
по-конкретно, барем јас како што размислувам, ние имаме многу македонска диаспора, ние имаме многу организации. Јас би требало нешто типот на евреите, да им се дозволи да им се помогне, конкретно сега нема што да им се дозволи, бидејќи има дозволено, имаме патриотска власт. Народот знае да цени, ќе бидат уште 20 години на власт овие, така и треба. Барем да сите да отворат по една канцеларија. Значи конкретно да бидат македонската диаспора, нашите македонски организации, значи да си отворат канцеларии, да им се помогне, да им се дозволи барем во главниот град да отворат канцеларии за врски, како и ние таму да отвориме каде што сме јаки. Тоа како што го прават евреите. Значи без разлика нудбаши, кодоши, кима сопки, кима спротивставување, кима контра, значи нема да сака да дојдат тука, ама тие луѓе пак ќе донесат знаење, ќе донесат наука, ќе донесат пари. Како еве вие размислувате како новинари и професорот? Дали е добра оваа идеја? Со многу луѓе сум разговарал, дека би требало да им се овозможи да се отворат канцеларии за врски во Македонија. Само ќе се представите, господин Васко Костов. Господин Васко Костов, вие ќе добиете книга од професорот. Да, ви благодарам. Ние планираме првите тројца што ќе се јават, ќе добијат по една книга. Ве оставите ги вашите податоци во режијата, за да ја подигнете книгата. Ќе ги оставам податоците ваши. Да вклучиме уште двајца со оглед дека тие ќе добијат по една книга, може? Може. Дали имаме гласна линија? Добро. Еве, ви отвараме простор, почитувани да поставите прашања, ве молам, представете се. Не само ради книгата, секој знаете дека дневен ред и куќен ред на оваа емисија се представите со име и презиме, од кај се будете кој град, со оглед дека сепак е демократски. Тоа што го спомна господинот Васко Костов е токму за и околу нашето наредно прашање. Евреите како Ако ги земеме, пример за тоа. ако ги земеме искуствата на други држави во поглед на искористување на потенцијалот на диаспората во интерес на развојот на сопствената држава, особено еврејската диаспора, која е школски пример како треба да се искористи тој потенцијал, од причина што еврејската диаспора создаде држава. Значи, можеме да видиме дека можеме да научиме многу, не само еврејската, ирската, кинеската, но еврејската ќе земе во моментов за пример. Еврејската диаспора покрај тоа што политички го поддржува Израел, во периодот после создавањето го помагаше и воено. Најбитната работа што во моментов ја создава како вредност се огромните финансиски средства кои ги упатува према Израел. Значи према Израел. Еврејската агенција која нели е составена од неколку фондови, сопственици на фондови, и те како значи прави допринос за развојот на таа држава. Да, Добро вечер, кој се јава? Здраво, Македонијо. Добро вечер, кој се јава? Шип Каврако Венцислав. Господин Венцислав Каврако, повелете. Центар за развој на јавното мислење. Повелете. Ја многу ќе бидам конкретен. Повелете. Професор повише е за нормално предавање, уредо е тоа. Сега, не диаспора, господа, нашите во странство, у основа, темел, нераскинлив делца од нас, тоа е првото. Второто, овие наши во странство, зошто се наши? Затоа што на нас, што дремеме, кукаме, плакаме, плюкаме по Македонија, одвојуваат 1 милиарда и 500 милиона евра секоја година од устата. Тоа е 80% трговскиот дефицит. Го покрива најосетливото, нема да имаме буџет, господа. Сега. Тоа е неповратен грант. Значи, најквалитетен инвеститор кој дава неповратни средства. Има ли нешто? Само Господ може рајот да ни го понуди повише. Тоа мора да го знаеме во секоја емисија. Кога се зборува за нашите во странство. Што ќе донесат они? Ќе донесат најважното, победнички дух. Креативен ум. Има најпаметни компании што неќам да ги набројувам. Финансиска сила. Они имат успешни примери, не ние овде. 23 години ги гледаме нашите транзицијски профитери, што само се гребат од буџетот, од устата на граѓаните. Значи, тие дале, најважното,
Сега, што ние направивме за нив како држава, па и ние да ја видиме важноста од овие луѓе. Прво, да учество во законодавниот дом со двојца пратеници, малце господа. Сега, во извршната власт веќе има двојца, еден има министар за информатичко за нашите во странство и двојца директори за привлекување на странски инвестиции. Да, овде се бројчани. Овде постигна да си признаеме најважното, бидејќи нивниот крваво стекнат капитал. Мора некој да го заштити. Овие луѓе се во власта, значи заштита ќе имаат и на нивниот капитал, ќе учествуваат во донесување на законите. Сега најважно. Најбитно треба да направи Македонија најхитно. 23 години, господа, чекаат овие луѓе со се ова што го кажав напред. Хитно добивање на пасоши, ки се нуден дома пасоши. Не да ги малтретираме и па да правиме да бегаат луѓето од Македонија. Да ги тераме по 1000-2000 километра да шетаат да добијат пасош. Значи, хитно, најважно темелот е пасоши, бре, луѓе. Интересно. Ако ние имаме 500.000 пасоши нивни, сигурно дека ќе даат допринос 250.000, тоа е една сила. Така. И најважното, електронско гласање. Нема оправдување за ниедна власт, па и ова. Интересни две работи начинавте. Ви благодарам многу, господин Венцислав. Оставите вашите податоци. Да завршам. 23 години ова требаше да се направи. Пасоши и електронско гласање. Да. Интересни две точки и ние ќе ги дискутираме. Благодарам. Оставите ги вашите податоци. Уште еден да вклучиме со оглед дека 3 книги дадовме на располагање, но ова е интересно да се спомне. Добро, мал коментар сакам да ве молам, делот на пасошната регулатива. Само да кажам за да биде појасно за гледачот, значи во прво за евреите да се доискажат. За евреите, значи формите на организација што ги презема еврејската диаспора во улога на искористување на потенцијалот. Значи дода до таму дури спортските активности и културните манифестации се со интерес да се направи некаква добивка. На секои 4 години се прави олимпијада во Израел од диаспората. Како тоа беше секој петок по $1 ли? Тоа ме зборот. Значи гледачот спомна дека околу средствата, значи што ги дава диаспората. Да, диаспората и денеска дава и тоа не го негираме, тоа се огромни средства, значи кои создаваат социјален мир во Република Македонија. Значи девизните дознаци. Се покриваат некои дупки што. Но има нешто друго што сакам да го кажам јас во формата на организација, на она што се вика се македонска организација, да се врати малку сјајот и кај во комуникацијата меѓу диаспората, меѓу нив. Значи, како тоа ќе се направи? Имаме многу здруженија кои меѓу себе не комуницираат. Имаме здруженија кои не комуницираат со сојузите. Значи, таа чадор форма на организирање на нашата македонска диаспора ќе произведе линкови со државата кои можат да донесат и економски бенефити. Да, меѓутоа не би требало во диаспората да има карта на која така да доживам да има слика на Никола Груевски или слика на Заеви да се мразат. Значи тука треба на Македонија да има јасно дефинирано. Затоа спомнав се македонска организација надпартиска можеби да кажам, значи во тој дел. Затоа и предлагам можен модел во мојата книга која сакав да го кажам гледачот сигурно ќе му биде појасно што значи тоа. Да. Значи да вклучиме гледач. Добро вечер, кој се јава? Христос се роди. Навистина се роди. За многу години. Амин. Да не се празнициве, вака одлична тема и вака соговорници, значи твои тука во студио. Поздрави до гостинот и до секој кој се јавува значи во оваа емисија. Господин Тале Јорданов се имала одлични теми за македонска кауза и за наша вера Христова. Така една поддршка значи до оваа емисија до секој бизнисмен, боголюбив човек и патриот да ја помогне, да ја спонзорира, пошто ни требава емисија да обстојува уште години и години. Ти благодарам. Пака ви кажал нешто дека еве одлично искажа став сите тие зборови и искажувања мисли ги имам и јас што ги кажа Венцислав.
како и гостинот, така би посочил еден апел до опозицијата овие години, нивно членство па и партија, значи како јавно и гласно ширија негативна енергија, омраза кон тие наши македонци, брајки и сестри, значи кои се многу повеќе од што ние тука во овој дел на Македонија, значи тие се многу повеќе како во Егејска, Пиринска, ако ги земиме, и само мала преспа, многу повеќе се и во другите континенти и низ Европа. Значи тој фактор мора да го респектираме. Тие се на голема сила, така да речем, во секој поглед за нас како народ и како држава и мора што повеќе да се прави чекор кон обединување духовно, културно, национално на било кој начин. Мислам дека добро кажавте дека евреите па и албанциве на тој начин доста се единствени и сложни. Овдека се уште некои ни нудат некои си југоносталги и 300 други глупости, а да речеме обединување со овие наши брајки и сестри на било кој начин, реков културен, културно забавен, спортски, било кој начин, значи многу е значен. Имаме ние толку близко овде наши македонци со нивни здруженија, културно-уметнички друштва во Пиринска, Егејска Македонија, тука на Балканот во Хрватска, Словенија, Србија, мора да има еден чекор на зближување на секој начин. Оти која е логиката јас да бидам близок со некој други од туј идентитет, луѓе, секоја чест, јас не ги мразам другите кои имат, значи кои имат не македонски, мислам туј од нас различен идентитет, но сепак логички како што другите се обединуваат, да речеме што рековте, значи вие сите евреи од цел свет, па сите албанци, значи се обединуваат, тоа зашто и ние да не бидеме обединети. Зашто знам дека тука во Прилеп овие години порано имаше како турнир во мал фудбал со македончина деца од мала преспа од Егејска Македонија. Чи такво некое здружување и обединување, а не се уште некој овде кај ми кажува дај да се обединиме, некоја југоносталгија. Тие другите таму си имаат своји народи, своји интереси, своји држави, тие на свој начин си прават таму единство свој национално. Ние дај како македонци да имаме свој единство. Многу ми причи кога овие години гледам така по телевизија и на Facebook, македонци наши дека имаат антипатија, дури омраза кон наши македонци во иселеништво, зашто дека тие гласале за ВМРО ДПМН или па биле национално свесни. Не е грешка дека тие се нашиве таму свесни македонци кои дови овде кај што се национално обезличени и немаат прилив на гласачи на членство. Тај нив овдека е проблемот, што нели кажува дека порано и во СФР па и во независна Македонија врбувале наши македонци преку УДБА, преку КОС да прават раздор ке наши македонци во иселеништво. Па тука и да не спомнам тат, заробени девизи, така натаму. Мајде поздрав, има крај зборување во наше, поздрав пријатно. Благодарно. Ви молам оставите податоци во режијата, значи вие сте добитник на една од книгите на професор Златко Николовски. Повелете, дојдете во телевизија Сонце и ќе ги земете вашите книги. Еве, беа се начнати доста интересни моменти. Она што сакав да го кажам, значи што ќе разјасни доста од прашањата, сакав да го представам можниот модел кој се нуди во книгата на крајот, значи после што следат и некои заклучоци. Имаме две страни. Една е диаспората, која зборуваме дека треба да нова форма на организацијска треба да направи, на зближување, на чадор организација, и имаме од другата страна државата која подаде рака дефинитивно последниве години во делот на зајакнување на таа врска со диаспората. Но јас одам малку понатак. Добро. Значи одам во затврстување на таа врска без разлика зашто тоа го кажувам. Така. Ние треба еднаш за секогаш да ја затврстиме таа врска, да без разлика дали ќе има промена на власта, политиката кон диаспората не сме да се промени. Довербата не сме повеќе да се наруши. А како тоа би го и да не се девалвира да се рече $5 патриотизам. Ќе се навратиме. $5, јас накратко ќе кажам, камо среќа да секој сега дава $5. Или $1, како што даваат евреите по една пара. Секој петок по една. Да, во петок. Тоа се многу милиони. Да вклучиме гледачи. Добро вечер, кој се јавува? Ало? Добро вечер. Дали се слуша? Поздрав и до гостинот, господинот Николовски. Добро вечер. Мислам ме слушнавте, ме разбравте, од Германија се најавувам. Добро вечер, кој се јава?
Мите Василев од Германија. Повелете, господин Митре, за многу години. Христос се роди. Да сте ми живи и здрави. Видете во шо е работата. Да не бидат нашите дискусии све на празно. Помалку ви доваѓа како и љубоморен кога ве гледам поред каменот и оно нашето 16 крако сонце, значи тоа ми е на срце и душа, фала му на Господа. Дај Боже. Ало? Да ве слушаме, повелете. Ути гледам тек сега, уреду е, можеме да и натака. Видите во шо е работата. Речено е, немојте со... Јас знам таква логика кај мене да не гледаме од никого, него свеста нас да не служе. Ние не сме слепи, не сме сакати, не сме безумници. Него им грешка ви е на вас у Македонија што направивте комунистичката партија да владее и натака да ја оживувате. Тоа требаше одма да искоренете. На нас не са ни потребни кои ни ја потта крадат, уништуват, не разделуват, не. Тоа треба да го оттргнеме. Диаспората, не диаспората, ние македонците кои живееме далеко од своите огништа. Јас сум за тоа ние да си ја изградеме, ние да си учествуваме во све заеднички. Македонија ќе ни цвета поред убавините и богатството што го има и капиталот сите нас. Не да ние внесуваме, а тие да изнесуват и još да го тапкате по рамо, па на што личише вчера и денеска овие што беа во Брисел. Па срамота и брука е за сите, ова е гордост за нас и нашите душмани. Тоа само знаја да ни ги плячкаат куќите, мисле дека со тоа ќе му оттуѓе. Не може никој пат. Јас сум во Македонија роден, мислам за Македонија и тамо ќе се вратам, макар тамо нека погинам, тамо нека ме закопат, тоа ми е пак гордост, а на таквите кучиња не треба да и се даде место. Добро кажува господинот, не треба уреду тоа како евреите или ова или онај. Не, ние сме свесен народ, само несвеста дозволуваме да ни се меша во работата. Македонија припаѓа на македонскиот народ, македонците ќе се изградеме ние сами и ништо повеќе. Криминалот мора да му се застане на патот, корупцијата мора да му се на праго застане. Не мене интересира што се работи у Албанија, Грција или Срби. Ние ќе си го направиме тоа. А не тука затрчале се дека треба да работат, не работат. Некој Шиповиќ го бране, па немојте луѓе да се играете, мене ме куќата 4 пати плячкат. Не може да речем да ми е све исто, него тоа е гордост на тие паразити што не работат и не ствараат ништо. Да ви се заблагодарам на остапеното време, да ми бидете живи и здрави. Господ здраве нека ви дава и натака новата година, да си ја поминете добро и среќа и радост во вашите семејства и на вас и на господинот Николов. Се наубаво. Ја ќе замолам за господинот Мите Василев една книга да обезбедиме. Па и тука има социјалдемократска партија, па работат со кристдемократите, унијата, оно, сите заедно за Германија. Што е ова бре у Македонија? Контрапродуктивни и продуктивна влада, контрпродуктивни овие опозиција. Тоа е жалосно и срамота. На тај начин сакат да не оттргнат, ама немаш да и успее, па да не знам што. Да сте ми живи и здрави. И вие една книга ќе добиете. Оваа емисија. Да, и за вас една книга од професорот ќе посвети. Благодариме многу. Каква книга? И за вас една книга во режијата да ставите ги вашите податоци. Благодарам, ќе направиме таа работа. Имате, добро. Се наубаво. Секој добро, пријатно. Ајде да видиме режијата што ќе ли каже. Оно што сакав да го кажам пред гледачот да се јави, значи формите на организација и во диаспората и кај државата. Што е неопходно? Следејќи ги сите настани минатата година, сите конференции, интервјуата пред докторатот, изработувајќи оваа книга, значи дефинитивно дојдов до сознание дека е потребен закон за диаспора. Значи акт кој ќе ја институционализира таа соработка, ќе ги зацврсти, значи ќе зацврсти соработката и ќе им даде на нашите селеници еден вид сигурност во реализација на нивните идеи. Јас предлагам во книгата
една форма организацијска системска измена на на ова поставеност во делот спрема диаспората. Предлагам Министерство за диаспора. Добро. Од една страна, значи, од страна на државата. Од страна на организацијска поставеност на диаспората, предлагам диаспората малку да се престрои, да се обиде да формира едно собрание на диаспората. Во тоа собрание би имало Совет посебен за иселеништво, Совет за македонски национални малцинства, значи на нашите кои ќе работат во комисии, така? Апсолутно така. И најбитната работа која не можеме да прескокнеме, мора да се формира еден фонд на диаспората. Фонд кој диаспората ќе го владее, не државата. Тоа се средства да знаат кај ќе се дистрибуираат, кај се менеџираат средствата. И тука довербата беше нарушена. Многу средства честопати се собираа од страна на македонски асоциации слично, но додека стигнат во последната станица, значи дестинацијата, како се топеа да се топеа по патот. Така да овде затоа спомнав јас еврејска диаспора. Таму е редот поставен, значи не може ни еден денар да оди. И се почитува. Апсолутно. И се зголемо што викате довербата кај апсолутно. Овој може модел, значи што го предлагам јас, во моментов мислам дека е најсоодветен. Јас сметам дека вашиот предлог треба да биде да го слушне Министерството за надворешни работи, претпоставам дека сепак тоа е најингерентен и секако владата, државниот апарат во секој случај, за да се дојде до таа модификација, за да се создаде поголема доверба. И кај во моментов повеќе министерства, значи се вклучени во прашањето, нели, за диаспората. Веќе влегавме во финале. Дали се обија порачате таа порака да се прифати овој ваш предлог и јас се надам дека ќе стигне скоро, може и вечерва, не може сигурно да гледаат вечерва и најингерентните во системот. Ево го имавме представникот на диаспората од САД Канада. Так. Очекував и представникот на Австралија, господин Мики Додевски, навистина сакам да ми дојдете во емисија, сакам да воспоставам линк со вас, сакам да разговарате со вашите избраници кои ве делегира. Сакам да не имате еден тој однос на комуникација. Господинот Павле Саздов јасно, гласно упати порака дека никогаш не е затворен. Но зошто вам ви патува такви критики? Верувајте ме, јас ве прашувам и сакам да ми дадете одговор. Го прочитав денешниот висник на Australian Today, каде што барат неповиклива ваша оставка. Затоа ве молам и вас ве поканувам, дојдите, слушнете го гласот на народот во диаспората во Австралија, слушнете ги вашите македонци. Прашајте ги зошто тоа сакат од вас. Верувам дека ќе најдете меѓусебен диалог и разговор. Професоре, повелете. Јас уште еднаш ви благодарам, значи, за поканата и фактот дека започнавте годината со ова многу сериозна тема за македонскиот народ и за македонската диаспора. Што се однесува до книгата, се надевам дека некои од заклучоците ќе бидат прифатени, ќе бидат разгледани, затоа што се наоѓаме во фаза каде што мора да се изработи и една посебна стратегија за соработка со македонската диаспора. Добар дел од некои заклучоци веќе ги имам јас во книгата. Така да, а за сите, за пошироката јавност, книгата може да се набави преку електронската книжарница Купи книга, значи за во целиот свет достапна, а во Скопје во книжарница Икона во Сити Мол трговска центар. Мен беше задоволство и чест на секој случај што бевте мој соговорник. Благодарам. И благодарам уште еднаш, посакам добро здравје и успех во работата, а вам почитувани благодарам за вниманието. Простите што не сум ме вклучил во поголем број, мајчи факт дека првиот соговорник, да речем, во оваа тековна година ми е професор доктор Златко Николовски, автор на многу важна книга за мене, бидејќи сум човек, новинар кој ја водам, ја следам диаспората со години наназад, комуницирам со диаспората, ја сакам мојата диаспора, моите македонци, каде да се во светот и тука во мојата Македонија, бидејќи навистина гласот на народот допира до сите вас. Останете ми живи и здрави, ви сакам добро здравје и расположение. Се гледаме токму во вечерта, нели, на стара православна македонска нова година, во која заедно ќе прославиме и ќе ја дефинираме како православни христијани и каде што навистина ќе бидат прекрасни соговорници кои ќе бидат во фокусот на христијанството, на алтруизмот, на хуманноста, на поезијата, на се она што Господ ни ја дал, а таа е што навистина ја имаме и никој не може да ни ја земе, а преди се името што го носим како народ, како држава Македонија. Пријатна вечер.